Барањето на одбраната за изземање на судиката Софија Лаличик од процесот против дедото на малата Тамара, Љупчо Стојановски, кој пукаше во поранишниот министер за здравство Никола Тодоров, е одбиено. Адвокатката Зефиќ бараше изземање на Лаличик, бидејќи ја има во бомбите, како разговара со Мијалков, и поради тоа се сомнева во нејзината непристрасност, бидејќи оштетениот Тодоров и Мијалков биле дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Од страна на судот ми беше одбиено барањето за изземање поради став дека судиката не се знае лично со оштетениот. Сметам дека не сме задоволни од оваа одлука, затоа што ова семејство изгуби се, ја изгуби довербата во здравствениот систем, а сега верувам дека и довербата во правосудниот систем. Но судот го прифати барањето на Зефиќ да биде отфрлено психијатриското вештачење на обвинетиот, нарачано од јавното обвинителство, бидејќи било извршено од лекари без лиценца. Судиката Лаличик нареди да биде изготвено ново вештачење со цел да се утврди каква била психичката состојба на Стојановски кога пукал во Тодоров, дали е свесен за кривичното дело, но и за да се утврди дали тој е способен да го следи судењето и да се произнесе за вина. Вештачењето ќе го прави психијатриската болница Скопје или попозната како Барадовци. До наредното судење треба да излезат со став дали истиот бил пресметлив или имал некоја битно намалена пресметливост при извршувањето на кривичното дело. Стојановски понатаму останува во притвор до 22 јануари, за кога е закажано ново рочиште, треба да биде извршено негово психијатриско вештачење. Инцидентот се случи на 1 јуни пред Министерството за здравство. Со импровизиран гасен пиштол, Стојановски испука 2 проектили кон Тодоров. За среќа тој не беше повреден во настанот. Дедото се одлучил на ваков чекор, како ревот кон тогашниот министер, поради смртта на внуката Тамара, која не дочека операција во странство.